Денот за правата на жените во Русија се прославува како државен празник. Но тоа е најпрофитабилно време во годината за продавачите на цвеќиња. 53-годишната Раиса Кетагурова патува од Кавказ за Москва пред секој од многобројните државни празници во Русија за да продава цвеќиња. Но како што вели, најмногу заработува за 8 март. Я знаю, что это светлый праздник, очень нужный, красивый. То, что так много цветов покупают. И мне приятно очень, что так женщина уважает. В России. Как женщине, да, но сам праздник не люблю, потому что постоянно нужно работать в этот праздник. Цените на цвеќињата пред 8 март скокаат толку многу, што градските власти во Москва секоја година им објавуваат војна на нелиценцираните продавачи на цвеќиња. Станува збор за рации во кои учествуваат стотици контролори. Властите исто така воведоа телефонска линија за да се пријавуваат неправилностите со цените на цвеќињата. Најдобри клиенти се бизнисмените и менаџерите кои купуваат кутии цвеќиња за нивните вработени. 59-годишниот предприемач Валерий Савелев, кој купи букети лалиња за 10 жени кои работат во неговата приватна компанија, вели. Традиция, не то што ожидают, а просто всегда так было. Сепак тој го смета празнувањето за застарено и како што вели, многу советски. Како и да е, тој се шегува дека им дава на мажите шанса да бидат добри барем еден ден во годината. Во земјата каде што сексизмот на работно место е нормално, на денот на жената се гледа како на повод руските мажи да бидат романтични. Нешто слично како со денот на влюбените во Западна Европа. Романтичноста ја потикнуваат и властите, при што лидер е председателот Путин. Знаеме дека срцето на една жена е најлојално и дека незиното простување е најскапоцено, порачува тој за празникот. Тоа му одговара и на Акбарџон Камбаров, продавач на цвеќиња кој е роден во Таджикистан. На Международный женский день всемирный покупатели больше на процентов 20, чем обычный день. Тој и со објаснување зошто е тоа така. Во Русија нема толку многу љубовници колку што има жени.